Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате. Студентскиот дом Стив Наумов досега немаше пристапна рампа до мензата за студентите во инвалидска количка. До средината на месецов студентите ќе ги добијат средствата за субвенциониран оброк и стипендии. Во Охис, покрај во погонот за електролиза, опасна жива има и во малата депонија. Здраво на сите! Добро дојдовте во новата епизода на Шорткат. Јас сум Гоше и во продолжение ќе ви ги представам најважните настани што ја одбележа изминатава недела. Денешната емисија ја почнуваме со вести што ќе ги израдуваат средношколците и студентите. До средината на март, сите корисници на ученички студентски стипендии и субвенциониран студентски оброк ќе ги добијат парите што им доцнат, информираше Министерството за образование и наука. На корисниците на ученички и студентски стипендии кои го оствариле правото во некоја од претходните години, парите им се исплатени заклучно со јануари годинава, а сега треба да ги добијат за февруари и март. Средношколците што оствариле право на ученичка стипендија во оваа учебна година ќе добијат пари за 7 месеци, додека новите корисници на студентска стипендија одеднаш ќе добијат 6 стипендии. Од Министерството информираат и дека над 29.000 студенти добиле по 2.520 денари за субвенциониран студентски оброк за јануари, додека исплатата за февруари ќе се реализира деновиве. Исто така, корисниците на ученички и студентски стипендии кои се стекнале со ова право во некоја од изминатите години, од оваа година ќе добиваат зголемен месечен износ, односно исто колку што добиваат новите стипендисти, велат од МОН. Но за да ги добијат повисоките стипендии, потребно е до Министерството студентите и учениците да достават пополнет и потпишан анекс на договорот. Уште една одлична вест за студентите. Овој пат за оние што студираат на Универзитетот Свети Кирил и Методи УКИМ. Тие добија нов простор во Скопје каде ќе може да се дружат, работат, учат и да се забавуваат. Викендов беше отворен студентскиот културен центар кој се наоѓа во палатата Кузман, веднаш пред студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу. Во овој мултифункционален простор младите ќе имаат можност да работат и учат, но и да уживаат во богата културна програма креирана од самите студенти на УКИМ. Опремата и просторот на СКЦ ќе може да ги користат сите студенти без разлика на кој факултет студираат. Замислата на културниот центар е да даде повеќе простор на музичарите и младите уметници, односно на целата нова естрада која што доаѓа и треба да биде музичка авангарда во градот, порача Славчо Темелковски, председател на Универзитетското студентско собрание на УКИМ, организацијата чиј проект е СКЦ. Покрај тоа, студентскиот културен центар ќе биде наменет и за сите организации во составот на УКИМ, односно за сите факултетски собранија да може да организираат настани, работилници, изложби, представи и проекции на филмови. После 5 месеци престој, а по нашето барање за снимање, студентот Дарко Стојановски доби пристапна рампа и влез до студентската менза во домот Стив Наумов. Со канче во рака, пред задниот влез на мензата во домот, Дарко Стојановски со месеци ги чекаше вработените да излезат и да му стават храна. Тој досега не можеше да влезе во салата каде што јадат сите останати студенти, затоа што до влезот на мензата имаше само скали, но не и пристапна рампа. Рампа тој доби дури неделава, откако екипата на Шорткат минатата недела го сними овој прилог. Дарко е во инвалидска количка поради состојбата што ја предизвикува болеста остеогенезис имперфекта, а во очекување на пристапна рампа до мензата, тој храната досега ја јадеше сам во собата во бараката каде што престојува. Неговата приказна погледнете ја во продолжение. Овој период кога беше ладно, кога врнеше, обично на дожд отидев, за да си земам и чекав ме врнеше дожд, додека да ми дадат за јадење и да се вратам назад. А доколку би имало рампа, би влегол унатре, би јадел. Ова е приказната за предизвиците со кои се соочува студентот Дарко Стојановски од Скопско Режаничино за време на престојот во студентскиот дом Стив Наумов. Дарко е студент во втора година на Институтот за социјална работа на Филозофскиот факултет при УКИМ и годинава за прв пат престојува во студентски дом. Стојановски е корисник на инвалидска количка поради состојбата што ја предизвикува болеста остеогенезис имперфекта. А вистински предизвик при секојдневното функционирање во студентскиот дом досега му представуваше пристапот до мензата, кој практично му беше оневозможен. 5 тескалила пред вратата до пред само 2 дена бе единствениот пат кој води до влезот на мензата во Стив Наумов.
Отсуството на пристапна рампа го спречуваше Стојановски 3 оброка во денот да ги конзумира во салата каде што јадат сите други студенти. И покрај тоа што на повеќе наврати се обратил до надлежните со барање за поставување на пристапна рампа, влезот во студентската менза доби пристапна рампа во вторникот, неколку дена откако екипата на Шорткат побара дозвола и ја снимаше локацијата. Досегашното отсуство на пристапна рампа укажува на извршена дискриминација, според Законот за спречување и заштита од дискриминација. Од Народниот правобранител добив само 2 мейла до сега дека е пуштено барање до Државниот студентски дом и се очекува одговор, но од тогаш нема ништо. Од владата ми се јавија за да ме прашаат дали има некоја промена и ја им кажав дека се уште нема ништо. Тоа беше пред декември, така нешто беше. И им кажав дека нема, ми понудија за да ми сменат студентски дом во некој од другите студентски домови и им кажав дека не ми одговара, зашто јас сум на филозофски факултет, а ако идам у Гоце или у Пелагонија, ќе треба со автобус да идам во факултет. После тоа ми се јавија од Државен студентски дом дека ќе биде средено тоа и помина доста време, поише од месец и пол. Во меѓувреме храната од мензата Дарко со канче во рака ја чекал пред задниот влез во објектот. Таму во остварување на правото на доручек, ручек и вечера му помагале вработените во студентската кујна во Стив Наумов. Па во меѓувреме им се јавувам, имам броеви од вработените, од некои од вработените од мензата, им се јавувам и им кажувам дека ќе дојдам за да земам за јадење, земам канче од соба, идам од службениот влез кај што влегуваат вработените, излегуваат, ми ставаат у канчето и после се враќам во соба и тука јадам. Стојановски вели дека се залагал за пристапната рампа не само за себе, туку и за идните студенти, корисници на количка, да ги немаат истите препреки со кои се соочува тој и да можат да ја користат салата за јадење, како и секој друг студент сместен во домот. Па апел до институциите дека една рампа е исто како една скала, да ја направиш за обичен човек што може да се качи. Ако нема скалата, и обичниот човек не може да се качи. Така да рампата е една врста скала која морално да се направи. Инаку Дарко вели дека како еден од најактивните корисници на количка е самостоен и нема никаков проблем да се движи низ дворот на студентскиот дом и во собата во бараката 7 во која престојува, а која е адаптирана на потребите. Во малата депонија со Линдан во Охи се најдена жива, која во минатото се користела во погонот за електролиза. Живата е опасна бидејќи е испарлива, а вдишувањето дури во многу мали концентрации е крајно опасно. Професорот Трајче Стафилов вели дека целиот Охи се контаминиран со жива, а ова особено се однесува на просторот каде што бил погонот за електролиза. Во објектот, вели Стафилов, живата неретко се изливала и закадувала се во околината. Професорот Стафилов советува погонот за електролиза да се сруши, а контаминираната земја целосно да се отстрани. Постојани полициски патроли ќе ги обезбедуваат училиштата, а изготвено е и упатство од Министерството за внатрешни работи како да се постапува во деновите кога ќе стасуваат дојави за бомби, соопшти владата. Покрај ова, и Министерството за образование и наука работи на упатство со мерки кои ќе го проследи до сите директори на училишта во државата. Мерките за јакнење на безбедноста на училиштата и наставниот процес ќе им бидат детално образложени на директорите на училиштата, по што ќе биде информирана и јавноста. За крајот на денешната емисија ве информираме за една нова можност за сите вас. Објавен е новиот ЦТРЛЗ предизвик, видеоконкурс Образованието во фокус, крени глас за проблемите на час. Фондацијата Метаморфозис го објави предизвикот за млади, во кој право на учество имаат сите лица на возраст од 14 до 29 години. Учесниците треба да создадат кратко видео на тема образование, во кое ќе представат одреден проблем од основното, средното или високото образование. Видеото не треба да биде подолго од 4 минути, а јазикот на видеото, доколку нешто се зборува или пишува, може да биде македонски, албански или англиски. Ке се прифаќаат и содржини во кои не мора да има говор или текст. Повеќе информации прочитајте во рубриката CTRLZ на meta.mk. Со оваа вест ја завршуваме денешната епизода на нашите вести за млади. Ве чекаме да ни пишете на Instagram и на TikTok и секако читајте ја нашата рубрика CTRLZ на интернет страницата на Meta.mk. Се гледаме и следната недела во истото време. Чао, чао!